Македонија во 13-тиот век представувала воен полигон низ кој марширале војските на соседите во нивните бројни обиди да ја наметнат својата власт. Воопшто, 13-тиот век за јужниот дел на Балканот представува еден од политички најнестабилните периоди во средновековието. Ваквата непостојаност произлегла од промена на дотогаш постоечката доминација на Византиското царство, настаната по завршувањето на четвртиот крстоносен поход. Походот резултирал со заземање на Цариград во април во 1204 година и уривање на Византија. Тогаш на местото на Византиската империја, според претходен договор март 1204, била востановена Латинската империја, како и уште 3 нови крстоносни држави кои започнале борби за меѓусебен престиж. На византиската круна претендирале уште 3 држави кои биле остатоци од Византија. Во ваквата комплицирана политичка ситуација биле вовлечени и неодамна возобновените балкански држави Бугарија и Србија, кои не останале имуни на апетитите од територијално проширување за сметка на Македонија, каде се вселиле новите соседи. Без малку сите предстојни активности ќе имаат активни реперкусии врз Македонија. При тоа, со брзина како на филмска лента, многу често ќе се променува власта воспоставувана од релевантните војно-политички фактори. Состојбата во Македонија во 13-тиот век не била помалку комплицирана ниту на црковен план. Војно-политичките доминации на бројните држави кои се бореле за превлаз во Македонија нашле свој израз и во црковната сфера. Во почетокот на ова немирно столетие, територијата на Македонија била под јурисдикција на Охридската архиепископија. Диецезата на оваа архиепископија се протегала и надвор од Македонија, каде нејзин единствен вистински ривал била Цариградската патриаршија. Сепак, јурисдикционата надлежност, воспоставена многу порано, се почитувала од двете цркви. Со уривањето на Византија во четвртиот крстоносен поход, ваквата црковна харомонија била разнишана. Најпрво, во Цариград бил поставен латински патриарх. Седиштето на Цариградската патриаршија било преместено во Никеја, каде се наоѓал центарот на Никејското царство, една од државите наследнички на Византија. Тоа придонело да се осилат соседните цркви, силно поддржани од тамошните владетели, да отцепат во своја полза дел од охридските диецези. Во деновите на четвртиот крстоносен поход, Македонија најпрво била загрозена од навлегувањето на бугарските војски. Владетелот Калојан 1197-1207 година набрго по првото заземање на Константинопол, Цариград, на 17 јули 1203 година при крстоносната опсада отпочнал со воен поход во византиските територии на запад-југозапад од Софија. Походот засегнал голема територија од Македонија. Калојан во Македонија навлегол преку Јужно Косово и ги зазел градовите Скопје, Охрид и Бер. Со тоа во северна и голем дел од западна Македонија била воспоставена бугарска власт. Промената на политичката власт во дел од новоосвоените области истовремено се одразила и во духовната сфера, поточно резултирала со краткотрајни промени во црковната надлежност. При тоа, Скопската и Призренската епископија биле одземени од Охридската архиепископија и биле присоединети кон Трновската архиепископија. Со тоа северните и северозападните македонски области, Скопје и Полог, дошле под духовна ингеренција на црковниот првенец од Велико Трново. Така во писмо на бугарските архиепископи и епископи, упатено до папата Инокентије III, есента 1203 година, како трето и четврто наведени бугарски црковнодостојници, кои молат да им бидат испратени палиуми. Се именуваат скопскиот епископ Марин, како и призренскиот епископ Аврам, кој имал црковни ингеренции и врз Полог.
Со изземањето на овие две епископии од јурисдикцијата на Охридската архиепископија, нејзината диецеза продолжила да се намалува. Архиепископијата во почетните години на 13 век до 1208 или 1216-17 година вклучувала 15 епархии. Од формираните 7 држави по уривањето на Византија, 4 крстоносни и 3 рецидиви на Византија, на тлото на Македонија се формирала само Солунската крстоносна држава. Нејзината територија опфаќала големи делови од Јужна Македонија. Границите оделе до Бер на северозапад и Сер на североисток, а на југ сите македонски територии јужно од Солун, дури до Средна Грција. Центар на државата бил најголемиот македонски град Солун. Според вестите на историчарот на Четвртата крстоносна војна, Жофруа Вилардуен, градот Солун им оставил силен впечаток на латинските барони и рицари, кога тие дошле под неговите ѕидини. Градот беше еден од најубавите и најбогатите градови на христијанскиот свет во тоа време. На чело на државата застанал главниот водач на Четвртиот крстоносен поход, маркизот Бонифаций Монферацки. Тој всушност требало да биде избран за цар на ново воспоставената Латинска империја со центар во Цариград. Но по противењето на венецијанците тој ја добил од новиот латински цар во Цариград Солунската држава. Државата постоела 20 години и била организирана според западен тип, при што Бонифаций се прогласил за вазал на латинскиот цар и му положил заклетва на верност. Така, Македонија во првите години по Четвртиот крстоносен поход била поделена меѓу Бугарија и Солунската држава. Но делови од Македонија требало да им припадат на други крстоносни барони, како и нивните партнери венецијанците. Тоа требало да се направи во согласност со претходниот договор кој го постигнале крстоносците и венецијанците под зидините на Цариград пред да го освојат градот. Според договорот, венецијанците требало да влезат во Охрид со областа и острово меѓу Костур, Воден и Бер со областа. На бароните пак им се отстапувале областите во јужните делови на Македонија, од Вардар до Албанските планини и од Тесалија до Прилеп. Според овој договор кој е познат како Партитио Террарум Империи Романије, договор за поделба на земјите од Ромејската империја, на крстоносците им следувале провинција Вардарија, провинција Верија со Хартуларатите, Доброчубица и Сланица, денешен Пазар, епискепскија Царско Добро, Гирокомион, епискепскија Платамона, провинција Молиск, близу острово и Меглен, провинција Прилеп и Пелагонија, со стан меѓу Соск и Молиск, провинција Преспа и Додеканис, провинција Сервија, провинција Костур и провинцијата дошло до истиснување на бугарската власт. Претендентите за бугарскиот престол Стрес и Алексиј Слав ќе започнат самостојно да владеат. Стрес 1207-1214 најпрво пребегнал кај српскиот велики жупан Стефан 1196-1228, со чија помош наредната 1208 успеал да отцепи поголем дел од Македонија. Ги искористил бугарско-латинските вооружени судери и незадоволството на управниците на тврдините во Македонија поради бугарските воени неуспеси и поразот на Борил од латините. Тоа му го олеснило воспоставувањето на власт во териториите по горниот и среден тек на Вардар, како и западно од реката со градот Бер, а за свое седиште го избрал реномираниот Просек. Почетокот на Стрезовата власт во Македонија е забележан од српски современици. Така, според известувањата на Стефан Првовенчаниот, понудени во биографијата за неговиот татко Стефан Симеон, српскиот велики жупан одзел и му предал на Стрез половина од бугарското царство и го зацврстил во Просек. Теодосиј пак, во биографија за Свети Сава,
запишал дека великиот жупан Стефан најпрво го вовел стрез во Просек, па дури потоа стрез зазел и други градови. Власта на стрез во западните делови на Македонија е позната и како власт на друговитите. Наименувањето на словенскиот ентитет води корени уште од времето на доселување на словените во Македонија во раното средновековие. Така името на едно од словенските племиња од 7 век успеало не само да се задржи во текот на наредните столетија, туку до 13 век и да се наметне како народносно име на населението кое живеело на просторот на југозападна Македонија со центар во Бер. Тие дори имали и сопствена црковна организација, наречена Друговитска епископија. По подчинувањето на Бер од страна на Стрез, влијанието на друговитите се наметнало и врз Ката на Хоматијан се означени со број 81 и број 94. Се споменуваат друговитите. Во првото се говори за тиранијата на друговитите во Верија, Бер. Во второто е забележано наметнување на власта на друговитите во Полок, чиј носител бил областниот господар Стрез. Набрго Стрез ги заладил односите со српскиот велики жупан 1209 година, откако се смирил со Борил, каде што овој го признал за независен владетел и му ја дал титулата Севастократор. Во намерите за проширување на својата територија на југ, за сметка на Солунското кралство, Стрез доживеал решавачки пораз во Пелагонија 1211 година. Неговата власт во Македонија се задржала се до насилната смрт во 1214 година. Тогаш Стрез бил приклонет кон моќната антисрпска коалиција составена од сите релевантни фактори на Балканот, здружени бугарско-латински војски, унгарски сили и епирски воени одреди. Но неговото воено ангажирање изостанало поради дипломатска мисија на братот на српскиот владетел Сава кај него, чиј крајен исход бил ликвидација на Стрез. Убиството на Стрез го забележуваат српските житија. Според вестите кај Теодосиј, живот Светога Саве, едно момче по заповед на Сава со нож му го распарало стомакот на Стрез. Стефан Првовенчаниот, живот Стефана Немања, забележал дека Свети Симеон го пронизал Стрез кој умрел со чудна смрт. А Доментијан во живот на Светиот Сава посочил дека за смртта на Стрез бил виновен Божји ангел кој го прободал со невидливо копје. Според житие на кнезот Стреган, убиството на Стрез се случило во тврдината Стрезово кале, која според тамошните информации се наоѓала на 4 часа од Скопје над реката Вардар, каде Стрез изградил нови тврдини, поставил одбрана војска, а таму биле водени и преговорите со Сава, кога и бил убиен Стрез. По исчезнувањето на Стрез од историската сцена, неговите територии во Македонија станале предмет на раздор меѓу соседите Бугарија, Србија и Епирското деспотство. Во овие војни премрежија, поголемиот дел на Западна Македонија со тешко освоивите градови Охрид, Прилеп и Скопје до 1220 година потпаднал под власта на епирците. Во времето кога Западна Македонија живеела во рамките на независното владење на Стрез, во делови од Источна Македонија се осамостоил благородникот Алексислав. Тој, по смртта на Калаја, се одметнал од бугарската централна власт и по течењето на реката Струма формирал своје независно владење. Самиот Алексислав бил мощен вешт дипломат и при тоа постојано водел преговори со победничките страни и на тој начин успел да се одржи на историската сцена повеќе од 20 години. Именно со латинскиот цар Хенрих, кој што владеел во Константинопол од 1206-1216 година, склучил договор со кој што се признавал за негов вазал, при што латинскиот цар дури му ја дал за жена и неговата керка. Но тоа не му попречило, по смртта на овој латински цар, Алексислав да премине на страната на тогаш најмоćната држава на Балканот, повторно склучил договор со победничката страна, а тоа се во случајот бугарите, прогласувајќи се за
вазал на бугарскиот владетел. Алексий Слав успел на тој начин само номинално признавајќи се за вазал на владетелите да владее во своите владенија внатрешно сосема самостојно. Алексий Слав бил посветен и кон црквата. При тоа, неговите територии биле вклучени во рамките на Охридската архиепископија заради влијанието на епирската држава, а самиот тој, потпишан како деспот Алексий Слав, која со титула ја добил уште од латинскиот цар Хенрих, дал привилегии на мелничкиот манастир Спелеотиса. По освојувањето на Западна Македонија и тврдините околу Солун, енергичниот епирски владетел Теодор I Ангел 1215-1230 во зимата 1224-25 го освоил и најголемиот македонски град. Со тоа, по дведецениско постоење била ликвидирана латинската крстоносна држава Солунското кралство. Теодор Ангел, претендирајќи на византиската круна, се прогласил за цар на ромеите 1225. Со тоа влегол во отворен конфликт со никејските цареви кои дотогаш важеле за единствени наследници на Византија. Крунисувањето со царски венец било извршено во Солун од страна на Охридскиот архиепископ Димитрий Хоматијан. Така, најзначајниот град во Македонија станал седиште на царството кое се простирало од Јадранот до Егејот. Македонија била централната област во ова царство, со што уште повеќе се зголемувала незината улога и значење во државата. Културниот и духовен центар на ова царство исто така се наоѓал во Македонија. Тоа бил градот Охрид и Охридската архиепископија. Набрзо по вклучувањето на овој културно-црковен македонски центар во рамките на епирската држава, на чело на архиепископијата застанал видниот еродит Димитрий Хоматијан, архиепископ од 1216-217 до 1234-236. Благодарение на личноста на овој учен црковен канонист, Охридската архиепископија ја зазела највисоката црковна позиција во епирската држава. Самиот Хоматијан бил силен поддржуваш на активностите на Теодор Ангел. Тој бил голем поборник за експанзионистичката политика на владетелот не само против латините, туку и против Никејското царство и тамошната црква. За тоа имал и своји причини. Мошне свежи биле спомените на раните од противканонското прогласување на српскиот свештеник Сава за самостоен архиепископ токму од страна на никејските патријарси во 1219 година. Со тоа, од Охридската архиепископија неканонски отпаднале нејзините Жичко-Рашки епархии. Овој чин на насилно одземање на дел од јурисдикционата надлежност, промовиран од Никејската црква, представувал директно мешање во ингеренциите на автокефалната Охридска архиепископија. На тоа Хоматијан жестоко реагирал како до Сава, така и до Никејскиот патријарх. Во едно писмо кое Хоматијан му го испратил на Никејскиот патријарх Герман, во врска со тоа се вели: за наша неправда беше ракоположен архиепископот на Србија, на места кои од древноста се подчинети на епархијата на Јустинијана. Како тоа и покрај постоењето на архиереи во тоа место и на епархијален архиепископ, да биде прогласен натрапник за архиепископ. Хоматијан тврдел дека Охридската архиепископија ги добила своите привилегии уште од царот Јустинијан, па затоа се сметал за наполно независен и автокефален. Воедно го оспорувал правото на никејските патријарси да се нарекуваат цариградски, односно не им го признавал правото да бидат продолжувачи на византиските престолни патријарси. Со тоа Охридскиот архиепископ го истакнува своето право на примат сред православните христијани. Хоматијан дури започнал да се користи со патриаршиската формула во официјалните документи, се условувал со фразата «наше смирение». Хоматијан не бил само голем приврзаник, туку и близок соработник на Теодор Ангел, кој го поддржувал и признавал судскиот авторитет на Охридската архиепископија. Освен тоа, Теодор Ангел честопати и самиот барал совет и мислење по одредени прашања од учениот архиепископ. Хоматијан
од своја страна, ревносно го бранел правото на епирскиот владетел на царската круна. Заради тоа сигурно бил и одреден да ја изврши церемонијата на крунисувањето на Теодор Ангел. Ваквата политичка состојба на доминација на епирската држава во Македонија се задржала уште неколку години, до 1230 година, кога епирскиот владетел бил катастрофално поразен од бугарите кај Клокотница. Со тоа, до тогашните епирски територии во Македонија, но и оние во Тракија и Албанија, без отпор го признале бугарското господство. Тоа се случило при походот на царот Иван II Асен во овие територии. Од маршрутата на освојувањата на бугарскиот цар се потврдува дека влегол во Централна Македонија, поминувајќи низ Пелагонија и Прилеп. Во житието на Света Петка, напишано од Трновскиот патриарх Евтимиј во времето на бугарскиот цар Иван Шишман 1371-1393, во делот каде известува за освојувањата на Иван II Асен, изведени по Клокотничката битка, се наведува дека под бугарска власт се нашле македонските области Сер, Светагора, Солун, како и Тесалија, Трибалите, Далмација, која се нарекува уште и Арваницка област до Драч. Царот Иван II Асен го поттикнувал развојот на трговијата во Македонија. Ги гарантира 1203. Македонија пројавил активност и во црковната сфера, дарувал имоти на угледни манастири. Неговото име е забележано во списокот на дарителите на имоти на манастирот Свети Георги Горг Скопски. Бугарската власт, како доминантна во Македонија, се задржала 15 години. Потоа своја власт наметнале никејците. Во почетокот на 40-тите години на 13-тиот век, никејскиот цар Јован III Дука Ватац 1222-1254 ги засилил своите освојувања во Македонија. Тие резултирале најпрво со симнувањето на рангот на Солунската држава од царство во деспотство и нејзино поставување во вазални односи 1242, а во 1246 година и со нејзино целосно приклучување кон Никејското царство. Со тоа престанало 22-годишното постоење на една значајна држава на тлото на Македонија. Во продолжителни акции Никејскиот цар до крајот на 5-та деценија ги зазел сите територии кои бугарите претходно ги беа одзеле од епирците во Клокотничката битка. Никејската граница на север врвела погребените на Скопска Црнагора и Шар планина, што всушност означува дека најголемиот дел од Македонија потпаднал под Никејска власт. Сите фактори на Балканот повторно се групирале со цел превласт во Македонија. За кратко време од една деценија Македонија станала вистинско рицарско бојно поле. Немало една доминантна воена сила која ќе загосподари со територијата и ситуацијата. По таква воено-политичка констелација господарите на македонските градови се менувале речиси секоја година. Единствениот начин да се заштити населението од погубување, градовите од разорнување, а околните рурални населби од пустошење, бил да се починат на сите воени сили кои ќе се насочеле кон нив. Таквата воена тактика било единственото реално, разумно однесување на македонското население. На тој начин, на бројните интрудори не им се оставала можност за реваншистички, плячкашки дејанија во случај на отпор. Другиот, поризичен начин, бил да се отфрли власта на сите околни господари. Таков бил случајот со Драгота и неговото отфрлање на Никејската власт во Мелник и околината. Слободолюбивите традиции на населението од оваа југоисточна македонска област од времето на Алексиј Слав се појавиле повторно на виделина во пролетта
1255 година. Слободната територија веднаш се расширила во регионот на Средна Струма. Начело на ослободената област се наоѓал крупниот високодостојник Драгота. Овој благородник потекнувал од Мелник, каде тогаш ја извршувал функцијата начелник на Никејската војска. Незадоволен од Никејската власт, заедно со војската и жителите на Мелник, како и со населението од околните предели, го нападнал Никејскиот гарнизон кој се затворил во Мелничката тврдина, цитаделата. Потоа слободната територија се проширила и надвор од градот, опфаќајќи ги областите помеѓу планините Пирин, Огражден, Беласица и Рупелската клисура. Дури по личниот ангажман на никејскиот цар Теодор II Ласкарис, во летото истата година, никејските војски успеале да ги поразат приврзаниците на Драгота во Рупелската клисура, каде бил смртно повреден и самиот водач Драгота. Тоа го означило крајот на слободната територија, а учесниците и приврзаниците на Драгота, заедно со нивните семејства, потоа ја почувствувале одмаздата на никејците. Никејските владенија во Македонија во времето на Теодор II Ласкарис 1254-1258 биле загрозени од бугарите, епирците и подоцна од србите. Најпрво бугарскиот владетел Михаил II Асен 1240-1230-1268 година. При тоа, во неутрализирањето на единствениот отпор на никејската власт во градот Прилеп кон крајот на 1257 година, цела западна и југозападна Македонија без борба ја признала власта на епирците. Во меѓувреме, српските одреди испратени од Урош I 1243 или на Македонија било олеснето поради превирањето во Бугарија по убиството на царот Михаил II Асен и изборот на скопјанецот Константин Тих за нов трновски цар. Константин Тих Асен 1257-1277 од позиција на бугарски цар ја издал така наречената Виргинска грамота во полза на скопскиот манастир Свети Георги Горк во 1258 година. Дарувањата за скопскиот манастир, како и потврдата на неговите некогашни имоти од страна на бугарскиот владетел, упатуваат на тоа дека царот Константин Тих Асен во овој период имал контрола или пак барем политичка Новоформираната антиникејска коалиција, предводена од епирскиот деспот Михаил II Ангел, ги вклучувала сицилијанскиот крал Манфред Хохенштауфен, кој владеел и со значајни територии во Албанија, а хајскиот кнез Вилхелм II Вилардуен, најсилниот владетел на Пелопонес, како и војска од други латински барони и одред власи. Откако по непроверена информација епирскиот деспот тајно се повлекол ноќта, утредента неговите приврзаници доживеале катастрофален пораз од никејските војски и нивните сојузници, составени од одреди на кумани, срби, унгарци, турци, германци и бугари. Битката се одиграла во Пелагониската рамнина во почетокот на летото 1259 година. Поголемата никејска победа и анулирање на респектабилниот претендент епирците, на никејците целосно им се отворил патот кон Цариград. Предводени од Михаил Палеолог го освоиле Цариград во крајот на јули 1261 година, со што Михаил VIII Палеолог 1261-1282 формално правно извршил реставрација на Византија. На тој начин, во 1261 година, во Македонија започнало воспоставување на византиската власт. Сепак, со реставрацијата на Византија, незината власт во Македонија не се воспоставила по автоматизам. Предстоел период на наметнување, односно прифаќање на новата управа. Кај некои македонски области, признавањето на византиската власт одело постепено. Така, благородникот Јован Синадин, кој бил топарх на западот во
така наречениот полок, се приклонил кон Византија дури една деценија подосна, до 1271-1272 година. Тоа говори дека во седмата деценија на 13-тиот век во северозападна Македонија постоела посебна административна област, топархија, чиј челник всушност бил самостоен управник на областа Полок. Обновувањето на византиската управа во Македонија генерално се рефлектирало со смирување на непрекинатите непријателства меѓу културната сфера. Не се појавил доволно силен политички авторитет кој ќе ја преземе улогата на доминантен во сферата на културата, литературата, уметноста. Кон тоа се придодаваат и избиднувањата во црковната сфера. Тука, Охридската архиепископија преферирала континуитет во архитектонските и стилски црковни традиции од времето на реномираната доцно Комненска династија од 12-тиот век. Во формирањето на ваквата уметничка клима на територијата на Охридската диецеза, појдовна точка била идејата на Охридската архиепископија за апостолицитет, примат пред другите православни цркви, истакната во времето на епирската држава. Црковната уметност во епирската држава, која во најголем дел ја опфаќала територијата на Македонија, заради политичките ривалства со никејците, ги црпела своите инспирации токму од комненските уметнички тенденции. Тие пак, под покровителство на Охридската архиепископија, продолжиле да се негуваат во текот на целиот 13 век, со што доцно комненскиот правец се здобил со голема виталност и долговечност. Не бил поколебан ниту во времето на новата династија палеолози во обновената Византија, кога бил издаден едикт со кој на Охридската архиепископија и се потврдуваат нејзините историски епархии за сметка на Српската и Бугарската црква 1272. Палеолозите со својот пролатински курс од 70-тите години немале легитимитет за наметнување влијание на полето на културата. Доцно комненскиот стил со локални македонски обележја и специфики, промовирани најсилно од угледните зографи Михаил и Евтихии, чии дела во Македонија влегуваат и во првите децении од 14-тиот век, е доминантен во сакрални споменици во Македонија. Црковните градби, заради историско-политичките настани, биле мощне скромни и малубројни. Во нив, таквите иконографско-стилски обележја се следат во текот на целиот 13 век во црквите. Во Солун, Панагија Тон Халкеон, Костур Панагија Мавриотиса, Прилеп црквите Свети Архангели 1270, 1275, 1280 година, како и Свети Никола околу 1298, обете во Варош, Струга црквата Свети Ѓорги во Калиште од 1267-68, Порече рождество на Богородица во село Манастирец од втората половина на 13 век, Мариово црквата Свети Никола во село Манастир од 1270-71. За ваквите решенија во сферата на културата без друго значајно влијание имале кадровските решенија за челници на Охридската архиепископија. Меѓу нив еминентните архиепископи Димитрий Хоматијан во првата половина на 13 век и архиепископот Константин Кавасила во почетните 2 децении на втората половина на истото столетие. Овие архиепископи биле порачатели на икони, изработени од мајстори во Македонија со завидни иконописно-сликарски вештини, што сведочи за постоење месни уметнички школи. Такви се двете икони посветени на Исус, едната подарок од Хоматијан, а другата изработена во времето на Кавасила, 1262 година. Забележителна е и нивната книжевна активност во зачувување и ширење
на култовите на познатите македонски светци, Свети Климент од страна на Хоматијан напишал кратко житие за Свети Климент и 3 канони за него, што влегле во служба за Свети Климент, како и Свети Климент, Свети Наум напишал по еден канон за Свети Климент и за Свети Наум, и Тивериополските маченици од страна на Кавасила напишал 2 канона за светите 15 Тивериополски свештеномаченици. Во Македонија, од останатите книжевни дела со црковна содржина, настанати од локални книжевници во текот на 13-тиот век, се издвојуваат Добрејшово Евангелие, почеток на 13 век, Македонскиот посен и цветен триот, прва четвртина на 13 век, Болонјскиот псалтир, 13 век, Битолски октоих, 13 век, Изборно Радомирово Евангелие, средина на 13 век, Хлудовиот Паремејник, крај на 13 почеток на 14 век и други.